Филип Јален, благодарам што ми дојдете во Република, 2 дена пред финале. Што се прави 2 дена пред финале? Па течат подготовки нормално. Се вежба? Се вежба нормално, да. Одбрани се песните, значи се Склекови вежба, склекови стомачни. Стомачни. Се работи на песните, се работи за настапот во недела како ќе изгледа све тоа. Така да се надеваме во недела ќе биде најдобро. Живи јајца, нешто, мед, лимон. Па секако пазиме што пиеме. Живи јајца јас не. Он Па може, јас ама ја не. не. Знам дека големите звезди, мислам нормално и ние, си сакаме алкохол пред да ни се пушти гласот. Сте, не знам, ракија е присутна пред настап или? Кај мене не е присутна, јас воопшто не пием алкохол, ни капка што се вика. Ете, него сакам алкохол. Кај мене не, пред настап не, пошто имам некоја трема пред настап, секогаш, и желудникот ми е малце во лоша состојба, така да ако се напијам алкохол ќе биде уште полошо. Така да пред настап само вода и тоа. Кога ќе погледнете еве на овие месеци назад, што се промени? Се променија многу работи, ни се сменија животите и на двајцата, и на мене, и на Филип сигурно. Мене уште од првата песна морам да кажам, као моја мати која ми остави печат на, ајде да кажам, на почеток на некоја кариера, ако смеам да кажам. И што ми е многу драго, голема благодарност до сите што не поддржува, до сите, до цела гранд продукција и што ни дадоа можност да настапим на едно такво грандиозно шоу. Нормално, исто како што кажа Ален, овие 9-10 месеци стегнавме некоја популарност во регионот, со што таа популарност после шоуот треба да се одржи. Благодарност до гранд продукција која, значи, со секој настап ни овозможува да покажеме што знаеме и што умееме. Мислам дека до сега, значи, сите настапи ни беа точно како што сакаме. Така да во недела исто ќе го покажеме тоа што најдобро го знаеме. Така. Бојо кажа, треба да се одржи таа популарност. Кој е твојот план? Знам дека ти потпиша веќе со град продукција. Ќе ми кажеш нешто повеќе? Потпишав јас договор, потпиша и Филип договор, исто така, да. И што значи? Што значи да имаш една таква продукција позади тебе? Значи договор потпишав низ сите 12 финалисти. За да се има таква продукција позади себе значи многу, затоа што тие се веќе докажани во својата работа и постојат веќе 10 години. И како што кажав, значи многу пати на сите телевизии, на сите радија дека Гранд е единствената продукција која после шоуто стои зад кандидатите и се грижи за нивните кариери и за нивните успеси. Точно, значи кога веќе сме потпишале таков договор со Гранд продукција, значи сме спремни после шоуто за работа, за нови песни, за снимања, за видеа, за настапи. Не треба да се застане после шоуто. Значи треба да се продолжи да се работи за да се постигне уште поголем успех. Баш сега сигурно сум дека и други пати ве среќаваат луѓе на улица и ви даваат поддршка. Колку ви значи тоа, пример, од македонската публика? Па многу значи. Искрено мене ми е мило секој што ќе застане, што ќе ме застане на улица, што ќе побара да се слика или автограм од мене. Порано тоа го немаше, али со гранд продукција од кога сме пријавени на ова шоу, популарноста како што кажав порасна, така да мене ми е, значи искрено ми годи тоа. Морам да кажам дека и мене ми годи, секако, значи, ете ме застануваат и мали дечиња и постари да се сликаат со мене, што ми е многу драго и тоа е еден голем знак и еден голем почеток за нас. Тоа е знак дека луѓето, ете, не сакаат, гледаат нешто во нас, нешто позитивно и се надевам дека така ќе остане. Имаше некои негативни коментари? Или барем нешто интересно ваше ви запре за око? Па негативно не, али има од типот на не требаше таа песна, требаше оваа. Па значи луѓето даваат предлози која песна најубаво би ни лежала на нас, но сепак ние знаеме која песна најдобро би можеле да испееме. Јас ке кажам, секогаш знаете, има и негативни и позитивни коментари. Драго ми е што повеќе се позитивни него негативни. Секој човек треба да свати дека во животот не може секој да те сака, значи секогаш ќе бидат тие, ете да кажам, хейтери и тие што не сакаат, така да, како што кажав, драго ми е што има по 90% се позитивни коментари.
Што ќе промени ако победите? Пример, сега веќе го имате договорот, ама што ќе промени, што ќе се промени ако победите? Некој од вас. Па ќе се промени дека ќе земе стан, друго не знам што ќе се промени. Да, првата награда е стан во Белград. Тоа, значи ќе се реши стамбеното прашање. А друго не знам, Ален нека каже. Па добро, пред се јас да кажам, значи јас сум задоволен и се надам дека и Филип е задоволен и знам дека е задоволен. Стигнавме значи од толку пријавени да влеземе во топ 12. Па ете да сме здрави и живи, тоа е најбитно во животот, па нека победи најдобри, што и да биде нека биде, битно треба да останеме и после шоуто исти, затоа што сите сме луѓе, така да не треба ништо да земеме или да се занесуваме, да глумиме некои фаци и така. Точно така. Барем што се однесува добро. Еве не само во Звездите на Грант, во сите надпреварувања, мора ли да има песна од Тоше, мислам само тие не ги знаат песни, само Тоше или Каролина не ги знаат, евентуално Калиопи или знаат нешто друго таму за нас? Па Тоше го знаат значи најмногу. Се разбира? Тоа да, и јас секогаш кога имам прилика бирам песни од Тоше, пошто ми се некако најдраги мене лично и некако убаво можам да ги донесам на свој начин. А тоа дали знаат таму само песни од Тоше, знаат и од Каролина, знаат и од Калиопи, од нашите други пејачи за жал и не толку. Зошто мислите дека е така? Зошто мора да се сведи само на песни од Тоше, пример? Имавме 3 или 4 големи надпреварувања во исто време и немаше песна кај што немаше некој да пее од Тоше. Па добро, Тоше беше и најпопуларната личност која е од Македонија, секако тие знаат многу песни, верувајте. Знаат и многу стари македонски песни, дури јас се изненадив колку песни ги знаат стари македонски песни, значи дури повеќе и од мене, кога Лепа Брена баш во една емисија кога ги поставија нека македонска песна стара и Саша вика ајде македонецот ќе ти каже ако ти не ја знаеш, а јас не ја знаев песната. Значи тоа беше многу стара песна, не знам за која песна се работеше, меѓутоа Брена ја знаеше. Што е изненадувачки, тоа ми е многу драго што ја знаат и познаваат нашата музика. Какви се Лепа Брена, кој најмногу ви пристапува да ви даде совет, да ви каже што треба? Какво е жирито? Чика Сале. Да, па значи жирито е супер. Ни придува да ни каже совети што треба да пееме, како треба, што е добро, што е лошо. Ќе го издвојам Кева. Значи е еден многу пристран, значи сестран човек што знае да дојде да ти укаже, значи да ти каже за стајлинг, за пеење, за песна, за било која песна. Сите се, Шабан исто, Саша Попович директорот, значи ќе го спомнам дека е секогаш со нас да ни каже, да не утеши, да ни даде што се вика храброст да излеземе на сцена, така да сите се супер. Некој најинтересен совет што ви го кажале? Па знаете како, пред секој настап Саша доаѓаше кај нас и вика ајде вика немојте да се срамите вика. Ова е тоа што го сонувате, вика, и борете се за ова, вика, затоа што само со упорност можете да успеете. И во право е, тој човек си докаже во својата работа и сето што ни го каже се испостави дека е вистина. Финалето е во Скопје веројатно затоа што нас ни е прва сезона и едноставно е преголема гледаноста во Македонија. Значи, што мислите, сепак има публика за ваква, дека македонците сакаат ваква музика многу повеќе отколку поп и рок, да речеме? Па не можам да кажам дека повеќе сакаат. Има дел што сакаат, нели? Ваква музика, има дел што сакаат и поп рок. Па добро, се пееше и поп рок, и во Звездите на Грант се пееше поп рок музика. Јас и Филип и уште многу други забањаци пеевме забавна музика. Некои го сакаат шоуто, некои не го сакаат, тоа е нормално. Не знам, тоа. Добро. Уште нешто сакате да си кажете пред големото финале, не знам, кој ви дава однака од дома најголема поддршка, кој е најинтересен, се штампаат ли маички, како оди цела таа машинерија, кој ви ја води машинеријата од дома на поддршката? Па нормално, од дома доаѓа најголемата поддршка. Значи тука се мама, тато, кои се секогаш позади нас. За маички уште не се штампаат. Кај мене се тато, мама. Али кај ќе почнат изгледа. И значи најголемата поддршка доаѓа од најблиските. Тоа е нормално.
Па сега јас да кажем, значи им благодарам на сите, значи посебно на моите дома и тие секако дека ќе ме поддржуваат. Имам голема поддршка, значи и на Facebook ми пишуваат, значи од секаде, буквално цел Балкан ми ја даваат својата поддршка, не само на мене, претпоставам дека и на сите што се во шоуто, затоа што сите на некој начин сме и популарни, за од кога почнав не станавме популарни од тоа шоу. Голема благодарност до сите, нека ете сите си имаат своји фаворити, нека не гласа на 12 јули сега во недела, затоа И нека повелат сите на 12 јули. баш така, нека бидат со нас. Со нас. И следно на Пивофест, така? Да, јас имам свој настап на Пивофест на 19 јули. Ги поканувам сите на добро пиво и на најдобрата скара во Македонија во Прилеп. Се очекува повеќе од 130.000 луѓе публика, значи ќе има многу публика. Јас сум на затварањето на Пивофест, пеам прв, потоа почнува Гоца Тржан и на крај Дино Мерлин, најдобриот. Супер. Фала ви многу што ми дојдовте. Со Фала и на среќа вас. и се гледаме со многу хубави вести. Благодарам и на вас. Поздрав. Поздрав.